Велат дека најголемите животни лекции не се учат секогаш од мотивацијските тренери, од луѓето кои што се сертифицирани во тие области, туку најчесто се учат од обичните луѓе, искуствено. Оние кои што низ животот виделе и добро и лошо, биле и долу, биле и горе, но никогаш не дозволиле да ги отфрли животот од патеката, туку секогаш во секое животно премрежје наоѓале мотив за што да се фатат, за да продолжат со насмевка и со гордо исправена глава да чекорат понатаму низ животот. Една таква дама која што мотивира и инспирира е ова утро наша гостинка. Добро утро за Снежанка Лешовска, Жане. Ние си ја нарекуваме Жане. И Жане, знам дека овде ви е пријатно во нашето студио, затоа што сте повторпат наша гостинка. Добро утро и на вас. Благодарам што повторпат ме поканивте. А размислував пред некој ден кога повторно ќе бидам поканета. Па јас Ми беше многу пријатно тогаш, а и сега. Да. Ми е многу убаво. Јас еднаш кога ни бевте пред скоро 2 години, година и половина има сигурно, паметам дека вашето гостување поттекна многу добра енергија. Мотивиравме не само луѓе од третото доба, туку и луѓе кои што во животот од време на време се наоѓаат како да се заборавени од се и од сите, како да животот застанал и како да едноставно ја губиме смислата, ја губиме животната радост. Секој ден ни е ист, безличен и едноставно не наоѓаме смисла во денот. Вие сте скоро 21 година веќе дома, малку порано од вообичаеното се пензиониравте, но вашиот професионален век беше целосно во македонската армија. Нека е честит денот на македонската армија. Токму така, како се поклопија работите, денеска е денот на армијата. Јас сум многу горда, од 19 години работев тогаш во Југословенска народна армија, после тоа во армијата на Македонија се префрлив и отидов во пензија преку армијата, мислам, после тоа. И нека им ја честит на сите празникот денеска, на сите мои бивши колеги, на сите денеска што работат, сите што се идева да бидат срекни што се дел од македонската армија. Браво. На што ве научи работата во македонската армија? Па, армијата учи многу. Прво, рад, работа и дисциплина. Дисциплината е многу битна, затоа што без дисциплина не можеш да чекориш во животот. Треба да се чекори, али да бидеш дисциплиниран прво према себе, па потоа према другите. Се друго, да. Кон се друго. А работата е таа што те носи, те води. Сабајле кога ќе станеш, да му кажеш добро утро, ти благодарам сонце што изгреа, што повторно ме галиш рано сабајле, и го продолжуваш денот. Размислуваш што денеска треба да сработам. Браво. А вие, Бога ми, имате многу што да сработите, бидејќи секогаш дури најчесто од материјали за рециклирање, од материјали кои наместо да завршат во канта за отпадоци или да ги преместуваме од овде онде, од таму онамо, ајде во подрум, ај на тераса, ајде да ги тргнам, па ај ќе ги чувам, можеби ќе ми се најдат за нешто. Вие ништо не чувате, ами од ништо правите нешто. Е тоа навистина треба да има човек не само желба, туку треба да има и малку еден порив внатрешен да го употребам квалитетно времето, бидејќи денот е долг ако не правиме ништо. Телевизорот не може секогаш да ни го пополнува слободното време. Убаво што сме си вака ние поврзани и ме радува што знам дека ве има од другата страна, ама треба да направиме и нешто корисно за себе, нели, да ни биде сладок лебот кога ќе ручаме денеска, да ни биде убав сон од вечер кога ќе легнеме да спиеме. Почнавте со што да го пополнувате времето? Па за време на короната почнав со тие за саксиите, да, од пластичните шишиња, пошто се собираат нели многу. Значи вакви големи 2-литарски, 3-литарски, 5-литарски, и тркалезни, и литарски, 5-литарски, било кој. Ги сечете, ги преполовувате. И денот денеска ќе биде исполнет, кога ќе се заврши вечерта денот, ќе излезе производот и ќе бидеш среќен, расположен.
Да. И го обложувавте со јута. И со јута. Имам различни, се зависи од моментот како ќе ми дојде, имам различни материјали кои што ги набавувам во продавница, тие конци јутени, овие се за подметнувачи. Денеска има се и се што по нашите продавници. Само треба да се има желба. Да. Пазарите се преполни со материјали за рачни Само треба работи. да едноставно времето, значи паметните телефони се навистина паметни, ама треба и паметно и да се искористат. Затоа што можат и да те однесат во сосема погрешна насока. И јас ги користам со тоа што ќе разгледувам, ќе пронајдам некоја си така интересна работа, ја проучувам, ја превземам. Имам внук кој што многу ми е послушен, само ќе му пратам на него преку Вибер, те молам баба ова да ми го отштампаш, затоа што да не купувам јас сега списанија на времето. Имаше списанија за етерк, за шиење, има и сега, меѓутоа нема потреба. И он ќе ми го отштампа, и дека предизвикот ја тоа да го направам. Браво, одлично. Бидејќи го имаме и приборот, можете да си подработувате и вака ќе си правиме муабет колку убаво и јас да можев да ве следам, да ве пратам, ама за жал јас правам нешто, но моето е се уште на едно многу аматерско ниво, ама па многу се радувам кога ќе сретнаме ве вака жени со големи таленти. Инаку овде морам да го покажам додека Жане таму работи и ќе ни покаже после што работи. Ова вие една несекојдневна декорација за да спакувате нешто мало. Еве вака на овој начин ќе го свртам. Значи имаме сапунче да спакуваме, сапунче во моментот. Еве го сапунчето. Еве го сапунчето внатре беше, а овие Жане ги изработува пакувања за мали, да речеме, подароци, сувенири. Видете колку декоративно во боите на Македонија, колку ова прекрасно изгледа. Жане, за колку време ова се изработува? За неколку сати. За неколку сати, додека се крчка ручекот, додека се крчка, додека гледам нашата телевизија. Додека не трае утринската, значи за една утринска ова може. Може. Еве, ова ви е за една утринска. Ова нека ви биде задача и предизвик ви задавам денеска, драги мои дами, на сите вие кои што плетете, ве научиле вашите мајки, ве научиле вашите баби, или сами сте научиле, што нема да ме изненади воопшто, бидејќи во минатото жените не само што биле вредни, туку и се надпреварувале која повеќе ќе сработи во текот на еден циклус зимски или летен и така натаму, и потоа ќе си седне на муабет со своите колешки, другарки, пријателки, роднини, што и да е, и ќе размени по некое искуство за тоа што се е сработено. Навистина јас се восхитувам, бидејќи и мојата мајка многу плетеше и се уште знае да сплете нешто, ако јас ја замолам, побарам од нејзе. Тоа не се заборава. Посебно ако ја замолам да ме поднаучи нешто, но знаете и за ова треба да поседуваш талент, не е само да се обидуваш. Талентот е еден дел, ама и желбата е, мислам дека повеќе треба да имаш желба за тоа да го научиш, да го постојат сега премногу на паметниот телефон, ти го покажува од почетокот како целиот процес ти го покажува, само треба да го пратиш и денот ќе ти отиде пратејќи го паметниот телефон. Може и ручекот да загори, ама па и не е некоја или кафето да се истори. Да. Овде имаме едно многу убаво звонче кое толку убаво развеселува. Не е звонче, чадорче, кое има овде висулче и кое што може да се употреби дури и за столна лампа, така не? Може, да. Може и за столна лампа, може и како висечка декорација да се употреби. И верувам дека и ова може би за половина утринска се сработува. Да. Веднаш до чадорчето имаме две кукли кои што некогаш порано, може би првично биле Барби и Кен. Да. Но ова се куклите кои што Жане ги имаше подготвено и ги имаше дизајнирано за еден награден конкурс кој што беше актуелен летоска, а на истиот тој конкурс требаше да се направи Фрида од Македонија и нејзиниот Диего, нејзиниот љубовник Диего. Така да Жане ги изработи овие две кукли, морам да ја покажам во вака камера, да ја го свртам грбот, да видите зошто е посебна оваа Фрида, затоа што на грбот го има и македонското знаме,
И сето ова е многу добро искомпонирано со плетени моменти и со муслин врз кој што е нашиен плетениот момент, така нели? Да. Ова може би за 2 утрински жане го имаш сработено, Ова така? прво го смислив, да, една утринска го смислив, другата и се е изработено, не е машински, се е на рака. И таа сукничката, и блузичката, и сите овие работи, све се рачно изработени. Колку години со плетењето се пополнува слободното време? Јас плетам, па од млада плетам. Затоа што мајка ми многу плетеше. Мајка ми беше секогаш, ние ќе одиме да учиме, она ќе си остане во кујна, се завршен ручекот и тоа се, и ќе си земеше плете. Она знаеше джемпер или блуза да сплете за 2 дена. И ние уствари така се облекувавме порано со плетени работи. И јас како девојче морав да везам. Ние моравме да веземе, моравме да изработиме чеиз. така. А не може да идеш ти сега да шеташ ако го нема чеизот. Па галички вез, Да. па овие љубичици, па вакво, па такво. Тогаш немаше како сега што е интернетот. Так. Имате 5 внуци да ви се здрави и живи од двете Благодарам. ќерки. Веќе се во една убава возраст. Како тие гледаат на овие работи? Имаат ли желба тие да поднаучат нешто? За жал, младиве слабо имаат желба. Или не им ја дојден моментот. И сега не можам ни да ги окривам, затоа што јас лично, почнав на 22-3, значи везев како девојче, а со плетењето и со шиењето почнав малце покасно. Од кога ми се родија децата, малце подпорасна, нели, што треба. И така да, ќе им дојде, на секого ќе му дојде времето кога ќе Да. ќе може да. Така. Плетењето е навистина и секоја Смирува. една рачна работа, не мора да е само плетење, можеби некој го нема талентот конкретно за плетење, но сигурна сум дека има време во денот да размисли кои материјали ми се мене потребни за да направам од ништо нешто. Она што го велиме дека навистина од материјалите за рециклирање можат да се направат многу понекогаш интересни нешта, не само од пластичните шишиња. Пластиката знаеме дека е проблем број 1 во светот, кој што ако не почне да се средува, може да направи големи компликации на планетарно ниво, но може и многу други материјали кои што амбалажите кои што ги имаме, а не се пластични, се можеби хартиени, и тоа како интересни решенија можете да направите од оние паковките за јајца. Само е ваше да отворите на интернет, да ве насочи некој, доколку немате паметен телефон, ама сепак дома имате интернет, имате компјутер и можете да изнајдете безпрекорни решенија за тоа како да го пополните вашето време и да правите корисни работи. Знаеме дека осаменоста, особено за луѓето кои што живеат сами, а и нашата денешна гостинка живее сама, но 38 години. 38 години. Самохрана мајка. Да. Две денеска малолетни беа, да. Мајка, жена која успева да стигне секаде и успева да им биде помош на сите оние каде што ќе побараат некаква дополнителна работа да се подзаврши. Жане, работата е веројатно единствената терапија која води, насочува, точно, која поместува и која го прави и денот и животот убав, да има смисла, така, нели? Точно. Ако денеска, кога ќе станеш сабајле, и немаш визија, односно, уште од вечер треба да речеш утре, понеделник, утре треба да одам вамо, тамо или онамо, или треба да го сработам ова или она, ако тоа го немаш, денот ќе ти биде планина, ништо друго во мислите ќе имаш само што е, колку е горештина, па зошто се цените толкави или оволкави, а треба да купиш јадење, дали се цените вакви или онакви, јадењето мора да се купи, облека не мора, можеш да се снајдеш со облека, меѓутоа јадењето е првично и само треба савале кога ќе станеш да се усмериш. Кај треба да одиш, што треба денеска да правиш? Као јас се бајле, например, еве, треба на телевизија да дојдам. Да, прекрасно, навистина. И сега тоа што се изработува таму... Тоа што го сработив, што го сплетов. Тоа е цветчето. Сега цветчето да го сушијам, за да можеме да го сушиеме. Ајде, кратко тоа да го направиме на брзински, за да го сушиеме на таа новата амбалажа, во која што повторно ќе можеме да спакуваме уште едно сапунче. Да. Таму на масичката имаме, и јас вака ќе ја покажам,
Видете каква етно, прекрасна, рачно изработена футрола за мобилен телефон. Да. Така, овде Да. собира и паметен телефон и не толку паметен телефон, а може и некое миниатурно ташниче, односно клучеви, Да. пари и се останато. Еве, ја молам камерата да го покаже и ова прекрасно, јас да речем сум многу слаба на вакви детали и многу посакувам вакви детали да имам и да си ги носам и да си ги гледам и да се подсетувам на тоа колку е значајна и вредна рачната работа, наместо да бараме некакви брендови да купуваме. Да, и тоа е понекогаш интересно, но рачната работа на вистина, ама нема цена колку е вредна и колку е убаво да ја имаме како асесоари во нашите ташни, некаде, па дури и како украс. Прекрасен еден украс, кој што сигурно се прави за една утринска. Се прави. За време трајање на една утринска. Браво, Жане, на вистина. Еве го и цветчето е готово. Го завршуваме цветчето и цветчето ќе му дојде како декорација горе на она амбалажа која буквално спакувана ќе дојде еве баш вака како за ова сапунче кое е спакувано во боите на нашата убава земја Македонија. И дали, да речеме, ваквите работи ги нарачуваат луѓето? Дали можат да се купат некаде? Па јас све до сега што изработувам со љубов, подарувам, не сум Учесник и волонтер на многу хуманитарни базари, морам да ја пофалам. Жане е една од оние највредни, најпосветени волонтери кои ги изработува сите овие работи за хуманитарните базари кои 3 до 5 пати во годината Фрида од Македонија ги прави и средствата од сите овие хуманитарни базари секогаш се донираат или на самохрани мајки, или на семејства во социјален ризик, или на некои други места каде што и тоа како е важно сега и одма да се интервенира и да се помогне онолку колку што се може да се помогне. Јас сум среќна што ја познавам Жане и сум среќна што има и други такви жени кои инспирираат и мотивираат и ова нека биде уште едно подсетување за сите жени кои не го заборавиле плетењето, а плетењето како скијањето, како возењето велосипед, како пливањето никогаш не се заборава. Кој еднаш плетел, тој знае дека тоа не е нешто што не се заборава. Убаво е да се навратите на оваа прекрасна активност која што благородува и е вистинска јога за умот. Нели? Да. Плетењето е јога за умот. Точно. И прави да и животот и денот има шарм, има смисла и се е полесно. За длабочувањето, прво да шемата, пошто ова јас ги изработувам, си имам шема, да, која што ми ја штампа, што реков внук ми. И прво ја анализирам шемата и потоа си почнувам. И кога ќе го изанализираш се. Само да го покажеме и да завршиме, бидејќи тука сме некаде на крај. Леле, браво, Жане, прекрасно. Еве и ова кога ќе му се протне конче и кога ќе се направи, ќе дојде една прекрасна амбалажа. Да, одлично, браво. Секоја чест, на вистина. Тука некаде се заблагодарувам за гостувањето. Ми беше многу драго што ова утро мотивиравме, што инспириравме и говоревме за едни вакви вистински креативни вредности.